Здраво друштво и добро дојдовте во уште едно наше видео. Денес е недела кај нас, околу 2 часот попладне. Теодора се уште спие. И јас сакав да искористам оваа прилика, се осврнам на претходните видеа. Како што знаете од Инстаграм, претпоставувам дека знаете, дека јас немав храброст да ги погледнам тие видеа, ниту да ги едитирам. И мислам дека тоа конечно ќе се смени со ова видео. Крајно нереално и нема смисла да објавувам работи за кои не сум сигурна што сум кажала во нив, што сум покажала. Така да редно време е да се каже стоп на тоа. И ова ќе биде моето прво видео каде што јас го едитирам и го снимам од А до Ш. Така да ќе си го сметам како мое прво видео. Тоа што сте гледале до сега, тоа беше само пробен trial period. Да ви се заблагодарам на сите што ми пишавте порака, што вдвоивте време воопшто да ги гледате тие видеа. Јас не очекував дека Ја очекував 20 на луѓе искрено, бидејќи на 20 на луѓе и се обраќав кога ги снимав тие видеа, но јас сум навистина изненадена за фидбекот. Изненадена сум и од поддршката и од мотивацијата за ова да стане нешто поголемо. Меѓутоа јас не знам. Мене ме фаќа малку паника за тоа кога ќе се вратиме во Скопје. Јас ќе треба да одам во сала да вежбам со луѓе и како ќе ги гледам, не знам. Не знам, ме фаќа малце паника, ама ќе видиме. Ако соберам храброст тоа да го правам и во Скопје, зошто да не? Многу луѓе има со YouTube кариера. Нас тоа не е примарна професија, меѓутоа ако се наместа така коцките, кај друштво имавме мал прекин на програмата, бидејќи Теодора ми се разбуди, мора фитно да идам да средам нејзе прво. Не се, да го заокружам целиот муабет што го почнавме. Бидејќи јас ова го сметам за мое прво видео, ќе го искористам да ви раскажам приказната како јас воопшто дојдов во Америка за прв пат и во продолжение да ги испратите нашите секојдневија тука. И за крај, доколку има некој нов тука што залутал, не прати од Инстаграм, најнакратко што може да објасниме е дека ние сме едно мало семејство кое две држави ги нарекува дома и пробуваме да го балансираме животот помеѓу Македонија и Америка. Во моментот сме дојдени во Америка за да извадиме некои документи кои се потребни на македонската администрација и во овој наш краток престој се решивме да завршиме неколку обврски што ги имаме. Една од нив е оградата која можете да видите дека ја почнавме во претходните видеа. И да, сега ќе видиме како напредува. Сега ќе ве носам да видите како изгледа оградата. Во моментот Брендин го завршува фактички последниот дел. И да не ви излази тоа што јас само снимам, а Брендин работи и јас помагав и ќе ви оставам видео доказ дека и јас работев. Сечев со пила и скру. Од оградата остана уште да се премачка со стейн. Не знам како се вика тоа на македонски. How is it going? How do you like the process and stuff? Well, we are 90% done with the fence. Actually, let's even call it like 97% done with the fence. I just got to go through and finish fastening some of the pieces because everything's up and it's level and put together now. It did pretty good. The fence is a little goofy over here, but it did okay. We just got to clean up now. Like you can see where we put new stuff in, it's a little ugly, so maybe I'll help do some landscaping here in this part of the yard. Finish up a couple finishing pieces to hide some transitions and things like that. And we might help our neighbor with his fence too, since we're already doing it. But it's going good. Okay. I hope it won't take us more than a few days for that one. Океј, друштво, ние сме спремни, тоест јас имам уште малку да се дошминкам и ќе одиме некаде да јадеме. Сакав да кажам еден мал дисклеймер. Местото каде што ќе одиме денеска не е наше секојдневие. Всушност, баш напротив, ние сме семејство кое вежба и кое се храни прилично здраво и особено внимаваме кога станува збор за исхраната на Теодора. Меѓутоа, не сме скроз стрикни и не правиме некои големи рестрикции. Така да, ова денес е еден вкусен исклучок. Океј, ние сега се опативме на кај Лонгмонт.
Brandon, are you excited to go to it? Very excited today because we are going to my favorite place to eat, and I miss it so much every time we're in Skopje. Today we are going to Freddy's. Have you told them what Freddy's is before? No. No. Ooh, okay. I think they only know of Burger King and McDonald's. Okay. Well, we know that there's a trend in Skopje right now for smash burgers. We've had smash burgers in America for a long time, but this is my favorite hamburger place. I don't know if it's the best hamburger place in America, but it is my favorite hamburger place because they make smash burgers and they make the patties of meat so super thin that they almost get crispy on the outside. And then it's layered with ooey gooey, fatty, bad for you American cheese. And it's so delicious. It's so greasy. You're gonna feel terrible after you're eating it. But while you eat it, it is so delicious. And you can get it kind of one of two ways. They have the original style, which has like senf, pickles, ketchup, tomatoes on there. I like mine. They call it the California version. Comes with lettuce and fresh onions. You also get them with really thin cut French fries, and I really like them. We call them shoestring French fries here in the States, but they're really, really thin cut, and they're seasoned really well with salt and some spices and herbs. And then I also get a big iced tea to go with it. It's an American portion. It's not small. It's got to be like 2,500 calories for the one meal. It's insane. And then to top off the whole entire meal, you get Freddy's custard, which is like ice cream, but it's a little bit more rich. Actually, I'd even say it kind of feels a little bit more, maybe more like gelato. But you can put so many different mix-ins inside of it. It's like this is like when people talk about American hamburgers, this is like exactly what they're talking about. I haven't had one in 6-7 months now. I've been missing these burgers. I'm ready for it. So ready. And I hope you're ready after this meal to work out with me, to burn all of these calories. I've been working out a lot to burn out this many calories. Was it tasty, Brendan? Oh, it was so tasty that I had 2 burgers. Like 5,000 calories. I gotta work out for 3 days. This is insane. So good. Дека вечер ќе ми звониш. Дека? Вечер So that night, ќе ми звониш. I will Ring/call me. Ah, okay. And the night didn't end. It's no. So she's on the edge of my mind. No, like last thought, he didn't even think that she will call him. Ah. But she did. Okay. What does prati mean? 2/3. Ah, okay. Doesn't make sense to me. Име, name. Именик, contact list. Oh, imenik means like contact list, like name list. Yes. Oh, so she only has 2 or 3 phone numbers in her contact list. Yes. Okay. На мајка ти и татко ти и мојот стои до нив. So her mother, her father, and what was the last place? И мојот стои до нив. And me are in the list, are in there? Yeah. Се надевам дека ме гледате окей. Ние само што се вративме и тука веќе се стемнува. Меѓутоа, што ме чекаше дома? Да го отвориме заедно. Нарачав од Gymshark шорцеви, бидејќи јас цело лето го поминав вежбајки дома, тоест сум дома во Скопје со долги хеланки, бидејќи се што ми беше летно оставив тука. И толку имав желба за нешто летно кратко. Иако имам тука шорцеви, сакав нови и ги земав овие 2. Па ајде да ги отвориме заедно. Овој е првиот, ова треба да е поиша као navy blue, не знам колку се гледа на ова светло. И вториот е црн обичен. Обичен, Gymshark. Растеглив, убаво стегаат. Јас многу ги сакам нивните хеланки. Општо, се што сум земала од Gymshark ми е совршено и квалитетно. И воедно уште една мотивација да ги ослабам нозете пак. На Инстаграм ве убив од тоа како се враќам во форма константно. Сега и тука.
што да правам. Тоа е, мора да ги ослабам нозете, мотивација. Само не знам како после толку јадење низ Америка, ама ќе се потрудам. Оваа дружина се спреми да одиме до Денвер во аквапарк, односно Water World. Меѓутоа, тука времето не е баш нај за пливање, така да или ќе одиме во тој парк или во друг амюзмент парк, када ќе видиме за кратко. What's that? Yep. I'm so excited! Okay, come with me. I'm gonna go backwards. Oh my god, I need you. Oh my god, that's I don't like that. I'm so glad I Кажете ми дека вашиот тодлер е размазен без да ми кажете. Има Starbucks и спремаме Bath Bomb. Мислам, ми треба буквално 30 години да живеам како она што живее за незини 2,5-3. Добро утро, друштво. Се надевам сте спремни за работа, зашто ова дуо е.
Само што завршивме со фарбање на оградата и the aftermath is. Не знам како успев цела да се направам. И ова, како успев да се бутнам во оградата, не знам. Ама битно завршивме со тоа. И таман мислев завршивме и следуваат денови за шопинг и шетање. Дојде Джери и се предомисли и рече дека сака помош и со неговата ограда. Така да, уште ограда. Јас се надевам дека ќе успеам ова да го снимам, бидејќи сум сама со Теодора сега. Anyways, ви останав должна да ви раскажам како оваа персона стигна во Америка за прв пат, а не требаше и не беше планирано. Имено, да почнеме од почеток, далечната 2017 година, јас мислам дека сум втора година на факултет и ги слушам тогаш моите колешки, а сега најдобри другарки, како збора дека после тоа предавање ќе одат некаде. Јас не слушнав каде и само се убацив, реков, па ја идам таму. Ми се врти Јована и ми вика, навистина, преку која агенција ќе одиш? Каква агенција? Не знам, јас само се шалам. Низ краток муабет ми објаснува дека се заинтересирани, дека планираат да одат на work and travel во Америка и дека после тоа предавање ќе одат да разгледуваат опции и понуди низ неколку агенции. Успева некако да ме убеди да поидам со нив, чисто ради мојот англиски, ако треба во моментот да им се најдам. Кога одиме со агентот, нели кога разговараме, се преправам дека сум заинтересирана, иако не бе во тој момент. Таму кога стигнавме во агенциите, стандард нели прашуваат за која позиција сте заинтересирани, јас си кажувам исто као да ќе одам. Единствено зашто не одговарав беше за местото каде што сакаме да одиме, бидејќи јас нели не планирам да одам и оставам они да се одговорат. Они го избраа Естес, јас само климам со глава. На крајот од секој разговор требаше нели да се пополнат или да се остават податоци, поточно имейл адреса, телефон и слично, каде што може да не испратат соодветни понуди. Си отидовме нели од агенциите, поминува ден, два, мене константно ми стигаат понуди на мејл и ги отварам и почнувам да читам и да гледам. Толку и толку долари за сат, толку и толку дневница, некои работни позиции се со хаузинг и јас више се заинтересирав на вистина да одам. По некој време зборев со мајка ми, земавме кредит, аплицирав, после тоа имавме интервју за виза, сите три поминавме без никаков проблем. Така 28 мај 2018 година летавме за Америка и се останато е историја која ќе раскажуваме во текот на наредните видеа. И така јас од најнепланирана испадна да останам тука најдолго. Иронија. Во секој случај, јас со оваа приказна го завршувам ова видео тука. Се надевам дека уживавте. И да, ние идеме сега да земеме некоја сокче надвор, односно теа на лимонада и најверојатно на лулашки. И се гледаме во следното видео.